Ве повикувам да отвориме уште еднаш во посланието до Колосијаните, втората глава, 8 стих, и да се подсетиме уште еднаш на предупредувањето што апостолот ни го има упатено во овие зборови. Послание до Колосијаните, втората глава, 8 стих. Минатата сабота го читавме овој стих, го прочитавме на ваше барање и стихот во Ефесијаните. Никој, значи, пазете, браќа, никој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, што се потпира на човечкото предание. Какво предание? Човечко. Значи, например, ако погодувате датуми за второто Христово доаѓање или слушате некого да погодува датуми за второто Христово доаѓање, какво е тоа предание? Човечко. Од Вилијам Милер, например, од некои други лица во минатото. На елементите на светот, а не по Христос. Значи, спротивно на Христовите зборови. Христос рече, за примерот што го споменав, дека не знаете, никој освен Господ не знае кога ќе дојде Синот човечки. Па ако некој тврди дека знае, дека денес знае, што е тоа? Човечко предание или Христова наука? Човечко предание. Но тоа е само еден конкретен пример. Можеме со овој критериум може да провериме било каква наука. Можеме или не можеме? Критериумот кој е? Дали е Божјето Слово, дали е Христос, дали Христос или Божјето Слово воопшто го велат тоа, го поддржуваат тоа, го потпираат тоа, или е нечија човечка наука, или е нечија филозофија. Така. Или е празна измама, бидејќи тука апостолот ги спомена сите три категории. Со што може да бидете заведени, според овој стих? Со филозофија. Така. Со празна измама и човечко предание, бидејќи сето тоа се потпира на човечкото предание, на елементите на светот, а не според Христос. И суштината на мојата проповед од минатата сабота, тоа беше целта зашто ја имав таа проповед, е одговорот на прашањето кој е овој некој? И кој беше точниот одговор, се сеќавате, што го дадовте? Браќа, пазете некој да не ве заведе со филозофија, празна измама и така натаму. Кој е тој некој? Кој е одговор што го дадовте минатата сабота? Кој е тој некој? Вели, ако некој ти е непријател, може да те измами, ќе му поверуваш? Ако некој ти е непријател, тебе лично, ќе му поверуваш лесно? Не. Се сеќавате на одговорот што го дадовте минатата сабота? Кој е овој некој? Пак велите непријателот, ама не се сеќавате на одговорот што го дадовте минатата сабота. Кој го речете? Било кој. Борче го кажа минатата сабота, сега Рајна. Точниот одговор е било кој, а посебно некој што ти е близок. И тоа беше следното прашање што сакав да го поставам, како повторување, како утврдување.
Кој има поголеми шанси да те измами? Тој што ти е непријател или блискиот? Некој што е проповедник од твојата верска заедница или од некоја друга? Некој што ти е особено омилен проповедник, тебе лично омилен, или некој друг? Значи, колку по-омилен, колку по-близок, таквиот има поголеми шанси да те разочара. Како има поголеми шанси да те измами и без да знаеш веднаш дека си измамен, измамена? Да. Тоа беше суштината на проповедта од минатата сабота, а не каков облик има земјата. Тоа беше конкретен пример, што ќе го објасниме малку повеќе и денес. Продолжуваме денес. Знаете, интересно е што после проповета брат Борче ми каже еден пример, што ја нема да ви го кажам. Но ние го прочитавме и стихот во Дела 17 глава, каде што Павловиот личен лекар и соработник во мисионското дело, како што јас сакам да го викам, доктор Лука, бејќи денес има многу доктори со лопати намножени, кои што не знаат да лечат, а и овие што имаат медицински дипломи, значи медицинските доктори, и тие не знаат да лечат. Не сум слушнал некого да излекувале. Вие знаете? Некој да бил излекуван од некоја болест од страна на некој доктор. Кажете ми, јас не знам, значи сакам да бидам информиран. Подоцна, приватно. Кажете ми ако знаете таков случај. Па сакам и Лука да се го викам доктор Лука, штом бил лекар. Доктор Лука во текстот што го читавме ги пофалува оние евреи од синагогата во Верија како помудри од солунските евреи. Зошто? Се сеќавате? Зошто ги пофалил? Затоа што тие, слушајќи го Павла од катедрата нивна, тие секој ден проверуваа. Како проверуваа? Со писмата. Го испитуваа писмото колку често? Секој ден. Дали ние секој ден отвараме Свето писмо? Или отвараме екран секој ден? Секој ден отвараме екран? Да. Дали секој ден отвараме Свето писмо? На екран, добро. Од книгата ја заборавивме, да? Книгата ја заборавивме. Книгата фаќа прашина. Секој ден испитува од писмото дали е тоа така. Значи, Лука ги пофалува оние верници кои што неговиот учител, апостол Павле, го проверуваат со писмото дали е тоа така. Најдете ми една деноминација каде што незините проповедници ги фалат, ги пофалуваат своите верници, ако тие истите, ако нивните верници ги проверуваат нив истите со писмото, дали е тоа така. Најдете ми една деноминација која што ги пофалува своите верници, дека ако со писмото проверуваат дали учењето на нивната деноминација е точно или не е точно. Бејќи јас досега не видов, не запознав таква. Сега, да ви поставам едно историско прашање. Ова е конкретен пример за денешната порака. Знаете, со продорот на турците османли на Балканот, почнувајќи тука некаде пред 700 години, голем дел од балканското население примило ислам.
Точно или неточно? Точно. Прашање. Кој народ на Балканот или кој регион, крај, најмногу примил ислам? Што би рекле? Босна. Точно. Дали знаете зошто? Значи, во секој од балканските народи, што сите до еден, како и било каде во светот, се бивши христијански народи, денес тоа не се, ги предизвикувам да докажат дека се, а знам дека не се. Денеска не постои христијански народ како нација. Ако постоеле, тоа се поранешни христијански народи. Денес тоа не се. Денес се секуларни, обезбожени, атеистички, демократски, како сакате. Само не христијански нации. Значи сите, и русите, и србите, грците особено, и содомизирани во последно време до крај, се поранешни христијански нации. Денес не постои христијанска нација. Но некаде се по-христијани од други места, но целата нација не е христијанска. Кај поранешните христијански народи постојат припадници на тие народи кои што примиле ислам. Пример, постојат македонци муслимани, не сакам да го потребувам зборот што ги навредува, а кои што ги потребуваат ѓоа православните за нив. Но зошто во Босна е обратно? Таму цела нација примила ислам, а малцинство ретко кој е христијанин. Дали знаете зошто? Што е причината? Богомилите, точно. Затоа што босанците, тие што примиле ислам, пред да примат ислам, не биле ниту православни, ниту католици, туку биле богомили. Во Босна најмногу имаше богомили. Богомилската ерес потекнува од Македонија, тука почнала. Но секаде била прогонета од официјалната тогаш православна црква, соединета со државата, со кралот, царот, било кој. Во Србија прогонета. Единствено босанскиот крал Твртко, ова дури го памтам од социјалистичкиот учебник по историја во 6-то одделение, на богомилите им дал прибежиште во Босна и заради тоа во Босна има најмногу слобода, најмногу се ширеа и дори станале голем, ако не доминантни, огромен број од населението станале богомили. И сега, на богомилите им било полесно да станат муслимани, да примат ислам, а многу потешко на некој што бил православен католик или било каков традиционален христијанин. Во тоа време немало западни протестанти во нашиот регион. Зошто? Прво, не затоа што богомилите, да, ја има прифатено аријанската ерес, што ја спомена брат Зоран, го порекнува Христовото божество. И сега тоа само по себе те прави поблизок до муслиманите, те прави поблизок, точно. Но, има една друга психолошка причина. Бидејќи богомилите ја мразеле православната црква, како што ја мразеле и католичката, зашто? Бидејќи овие нив ги прогонувале, така? И сега, постои една ситуација која што и денес се случува. Ако ја од некоја причина, од некоја недоживеана неправда во минатото, од било каков сплет на околности, ја замразиш црквата на која што си припаѓал, ја замразиш твојата црква, да не ја споменувам,
дали ќе ти биде потешко или полесно да прифатиш друга наука? Полесно. Зошто? Бидејќи веќе ја мразиш својата црква, незиното водство, незиното раководство, од некакви причини, не е битно кои. И сега ќе ти биде полесно да прифатиш друга наука. Тоа се случило со богомилите. Замислите, прифатиле ислам, кој што комплетно го негира Христа и го отврли оправданието со вера, и голем дел од Светото писмо, например, само Павловите посланија, најголемиот дел од Новиот Завет. Зошто? Затоа што биле гонети од католиците и од православните. Чисто ирационална, емотивна реакција. Се случува тоа денес? Се случува. Повеќето верници што ги познавам, а што веќе прифатиле лажна наука, пример антитринитарната ерес, а и голем дел од оние што прифатиле рамно земјаштво, иако тоа е многу помалку битно или небитно прашање, но спаѓа во делот, не спаѓа во филозофија, во човечко предание можеби, но сигурно спаѓа во овој дел празна измама. Рековме минатиот пат зошто. Зошто нито една ерес и нито една лага не е безопасна, како што вели духот на пророштвото. Полесно прифаќаат лажни учења оние кои што веќе се навикнати да не му веруваат на официјалниот авторитет. Дали е тоа нивната црква, официјалното водство на нивната црква, дали е тоа државата, дали е тоа системот, дали е тоа струката, нели, науката и така натаму. А, како што спомена минатата сабота, дали тоа значи дека постои апсолутна сигурност да се потпрете на официјалниот авторитет? Не. И тие знаат да те излажат и измамат, како што тоа се покажа во многу историски примери. Последен пат го споменував и ковидот, да не го споменувам пак. Сега ќе ве повикам да отвориме во посланието, во Евангелието според Јован, 4-то Евангелие, на крајот од 7-та глава, Јас кажа како кај еврејскиот народ пред 2000 години се случи поделба околу Христа. И тука малку се сумира на друго место во Матеј 16 глава, кога самиот Исус ги прашува своите ученици во Цезарија Филипова, Кесарија Филипова поточно, за кого ме мислат луѓето, мене, синот човечки. Но еве, овде во Јован 7 глава, битен ми е крајот на главата, но ќе почнеме да читаме во 37, од 37 стих, значи последниот одсек од главата, па натаму. Уште еднаш Евангелие по Јован, 7 глава, од 37 стих, па натаму. А во последниот голем ден од празникот, тој е 7-миот ден од Седници, застана Исус и извика со висок глас велејки: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Замислете вака, да бевте вие евреин или еврејка во тоа време, кај што овој Исус од Назарет не е за вас Господ, Божиот син, тука е обичен ваш сонародник, кој што нема ниту факултет, не бил по рабинските школи. Значи, еден обичен столар, но многу харизматичен, дефинитивно, има направено големи чуда, привлече многу народ, многу контроверзен.
Да бевте вие, значи, еден обичен евреин и еврејка, кој што, обичен мислам, кој што и сака и да биде побожен, искрено побожен, да го држи заветот од Синај и било што предходно дадено од Господ преку пророците. Значи се труди да живее еден побожен, богоугоден живот. И сега се наоѓате во Ерусалим, се наоѓате во најславниот и најрадосниот ден од сите еврејски празници. Тоа беше последниот ден од Сеници, најрадосниот ден од сите еврејски празници и посебно од празникот Сеници. И очекувате да се радувате и вие, да земете удел во таа посебна најрадосна церемонија за која што во детали го зборува и Талмудот, а и Елена Вајд во Копнежот на вековите. Зошто бил толку радосен тој ден? Очекувате да ги гледате свештениците, левитите, во своите свечени одори. Може се замисли како денешните православни епископи, да речеме, облечени во своите литургиски одежди, како ја вршат таа свечена служба. И сега таму некој столар ви го ја ремети таа атмосфера со тоа што он го насочува целото внимание кон себе си. Значи, пред целиот народ застанува, не изгледа на некое повисоко место, и извикнува со силен глас, велејки, кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Што би помислиле за овој човек? Што прво би помислиле? Размислите за себе, искрено. Понатаму читаме, Исус понатаму проложува и вели, кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. Значи, столарот, кој што не е теолог, но е многу харизматичен, има направено многу чуда, има привлечено многу народ, особено излекувано неизлечиви болести, овие што докторите не знаат да ги лечат. Тој го вели, најавува нешто што е порадосно и побитно од целиот овој празник што Господ го востановил во времето на Моисеј и што е востановен во законот. Значи сега имате вода, така се викал тој обред, обредот на црпење вода. Јас ви нудам, јас ви давам многу побитна вода. Ви давам жива вода. Што е па тоа сега? Апостол Јован, кој што и тогаш и самиот тој не разбирал што е тоа, многу децении подоцна кога го пишува Евангелието, многу децении веќе разбира што е тоа, знаејќи што е тоа, во следниот стих објаснува и вели, а ова го рече за Духот, кого ќе го примат оние кои веруваат во Него. Зашто Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. Сега, 40 стих. Доаѓаме до еден момент тука. А мнозина од народот која ги чуја овие зборови рекла. Сега видите како реагира Божиот народ. Не како реагираат грците, не како реагира вавилонците, египјаните, римјаните. Како реагира евреите, припадниците на Божиот народ, после сите овие зборови што Исус јавно и многу силно ги изрекол на последниот голем ден од празникот Сеници. И тоа беше последната есен од неговиот земски живот и служба. Веќе следната пролет беше крсната, страдалната седмица и неговата смрт и воскресение потоа. А множина од народот која ги чуја овие зборови рекоја, колку мине од народот?
мнозина, пазите. Навистина овој е пророк. Видите, големото мнозинство на еврејскиот народ имал симпатии кон Христа. Точно или неточно? Точно. Точно. Кога ќе прочитаме подоцна, овде се уште Лазар не е воскреснат. Во овој момент тука. Кога ќе прочитаме подоцна како многу јудејци поверуваа во него после воскресението на Лазар. Значи, таа симпатија станала уште посилна. На цветници, таа недела, кога Исус влегувал во Ерусалим, таа симпатија достигнала кулминација. Тогаш мнозинството народ, огромното мнозинство, биле за Христа. Но се уште имале нереални и погрешни очекувања. Во нашиот живот, секојаш ќе се разочараме и ќе се соблазниме, било од човек, но и од самиот Господ, ако имаме нереални и погрешни очекувања. Запаметете го тоа. И тогаш не ни е крив другиот, ниту ни е крив Господ, туку нашите нереални и погрешни очекувања. А зашто ги имаме таквите нереални и погрешни очекувања? Бидејќи не го проучуваме писмото. Се понесуваме по нашите чувства, по нашите желби и не го проучуваме писмото, не проучуваме да откриеме што е Божијата волја и лесно се оддаваме на нашите чувства, моментални чувства, расположение и така натаму, и тоа веќе значи дека не живеам по вера. Вера значи да се држам за Божито Слово без оглед на околностите. Значи, ако ми се заканува страв, неволја, се држам за Божито Слово, Господ е поголем од се и исчезнува секаков страв и секаква закана. Но, Божа се оддадеме на било какви чувства и расположенија и тие да не заведат, затоа што не се управуваме според Божието Слово. Мнозина од народот, која ги чува овие зборови, рекоа навистина овој е пророк. А други велеа, веројатно многу помал број, што? Овој е Христос. Христос е грчки збор. Што рекоа на својот јазик евреите? Брат Зоран, што рекоа? Овој е Хамашијах. Ова е Месијата. Ова не е, мнозина рекоа ова е пророк. Но некој рекоа овој е не било којков пророк. Ова е Месијата. Ова е очекуваниот, единствениот. А некој пак што велеа, некој што се противеа на ова, зарем од Галилеја ќе дојде Христос. Видите, омилен аргумент на Христовите непријатели било, и тоа ден денес некои евреи и рабини го кажуваат, Христос е од Галилеја и тоа не може да биде Месија. Зошто? Бидејќи Месијата, според пророштвото, според Словото, треба да се роди во Витлеем. И го игнорираат фактот дека Исус навистина е роден во Витлеем, иако пораснал и живеел во Галилеја. И дури овие се што се правеле паметни, не е ли речено во писмото дека Христос ќе дојде од семето Давидово и од градчето Витлеем, од каде што беше Давид? И потоа читаме, и така настана меѓу народот раздор поради Христа. Раздор. Самиот Христос тоа го прорече. Јас не додев да донесам на земјата мир, туку меч. И вели дека линијата на раздорот нема да биде само во народот, како нација, како народ, туку во самите семејства. Значи, раздор во секоја синагога, раздор во секоја црква, раздор во самите семејства.
И што мислите, кога ќе дојде во последно време, кога ќе дојде најголемото искушение, последното искушение на овој свет, жигот на зверот, линијата на раздорот каде ќе помине? Дали линијата на раздорот ќе помине низ вашата верска заедница? Ите како? Како нож низ маргарин или мек путер. Дали ќе помине низ вашата местна црква линијата на раздорот? Дали верници од една иста црква, местна црква, не само од една иста деноминација, ќе се најдат на две страни по однос на жигот на зверот, како што беше случај и со ковидот? И дали линијата на раздорот, за најголема жал, јас би сакал да не е така, ќе помине дури низ семејства. Не низ сите, се разбира. Не мислам тоа, но ќе помине и низ некои семејства. За голема жал. Ја навистина би сакал тоа да не е случај со никого и со ниту едно семејство. Така било и со Христа. Понатаму читаме до крајот на главата, а некои од нив сакаја да го фатат, но никој не стави рака врз него. И зборови што и скоро ги слушнахме, мислам имената сабота. Дојде пак слугите кај првосвещениците и фарисеите и овие им рекоа: зошто не го доведовте? А слугите одговорија: никогаш човек не говорел така како овој човек. Како говорел овој човек? Според другите евангелија, Исус како говорел за разлика од учените теолози, од учените факултетли, како говорел Исус? Со сила и со власт, а не како книжниците, а не како теолозите. Замислете вака да стои за ваше време и ваша култура стихот. Бидејќи Исус ги поучуваше како оној што има власт, а не како теолозите. Тоа биле книжниците во тоа време. Оно што денес се нарекува теолозите. Значи, слугите така им одговориле, стражариве, војниците, полицајците, како сакате. 47 стих. Тогаш им одговорија фарисеите: да не се прелагавте и вие. И вас ве заведе столарот, Галилеецот. И вас ве заведе Назареецот. И видите сега аргумент. Поверувал ли некој од властите и фарисеите во него? Значи, ако официјалното водство, ако официјалната струка вели вака, дали тоа мора да биде вистина? Меѓутоа, кај сите народи, не само кај еврејскиот, и кај сите деноминации, повеќето народ се однесува како да е така и мора да биде така и никако поинаку. Сите цркви и сите народи да ги ставевте на местото на евреите пред 2000 години, ќе постапија исто. Ја не можам поинаку да заклучам, гледајќи ја историјата на сите народи и сите цркви. Да ги ставиме на местото на евреите од пред 2000 години, ќе постапеа исто. А да одговориме ние на прашањето на фарисеите. Дали поверувал некој од властите и фарисеите во него? Дали навистина поверувал? Дали имало до тој момент некој фарисеј и некој човек од власта што верувал во Христа? Да. Меѓутоа, тие двајца членови на Синедрионот и многу богати луѓе и многу учени луѓе, Никодим и Јосиф, биле тајни учени. Тие па се срамеле. О, сега јас сум угледен човек. Јас сум професор, јас сум доктор. Сега јас, ова е сега срамота, јавно ова да го... Тоа е голема штета, ќе претрпи мојот углед и реноме, ако сега ова јавно го кажам. Значи, кога се срамиме од верата заради некој наш углед
тогаш им даваме аргумент повеќе на непријателите на верата, да речат дека не постојат угледни луѓе што веруваат во тоа. Ако пак не се срамиме, ако Никодим и Јосиф не се срамеле, тогаш кога требало да не се срамат, тогаш кога се срамеле, овој аргумент немаше да постои кај во устата на Христовите непријатели. Но за жал, тие можеле да се повикаат на него, затоа што оние угледни луѓе што навистина поверувале во Христа, тоа си го држале во тајност. Значи, во Христа не поверувал никој од властите и фарисеите, освен овој народ што не го знае законот, односно, за својот народ, велат, за Божиот народ, за евреите, освен овој народ што не го знае законот, проклет да е. Значи, го проколнуваат својот народ, затоа што е неписмен, не чита Библија, ниту имало, секој човек немал Библија за читање. Неучен, не поучен, или како што велат денес некои свештеници, нашиот народ, дури еден грчки игумен, отворено кажува на YouTube, нашиот народ е некатехизиран, значи не поучен во верата. Ја одвај чекам да го сретам да му речам, добре, па вие не поминевте низ комунизам, значи вие грците се откажавте од верата, значи имате цели генерации што не биле поучувани во верата воопшто. Која катастрофа. Песети стих. Никодим пак, еве го, едниот од нив, Никодим пак, кој беше отишел кај него ноќе, значи сега, го спомено предходниот случај, а беше еден од нив, ама рековме тајно, им рече, тој се обиде да го одбрани и Христа, осудува ли нашиот закон човек, додека најнапред него слушаат и не дознаат што прави? Тука собрал при крајот на Христовиот живот и служба, собрал повеќе храброст и се спротивставил отворено на оваа неправда од страна на фарисеите. И поставува многу разумно прашање. Кој е тоа прашање? Осудува ли нашиот закон човек, додека најнапред него сослушаат и не дознаат што прави? Пред 11 години имав проповед под наслов, може да ја најдете во нашата архива, лесно ќе се најде, еврејско и римско право. Да, ако гледајте таа проповед, најдете и гледајте за да видите од кои детали се состоело еврејското право. На ова разумно прашање, втемелено на самиот закон Мојсеев и Божии, како му одговараат неговите колеги, учените теолози и членови на Синедрионот, највисокото управно тело на еврејскиот народ? Слушнете одговор. Мафијашки одговор. Да не си и ти од Галилеја. Човекот ти поставува разумно прашање и се повикува на законот, за кој што вие велите дека сте учени во законот, а дека овој народ простиов не го знаел законот, затоа е прост и дури го проколна, проклет. Добро, вие што го знаете законот, за разлика од простиов народ, одговорете ми, осудува ли нашиот закон човек, додека најнапред него сослушаат и не дознаат што прави? И на ова разумно прашање, кое што апелира до нивното познавање на законот, тие одговараат, да не си и ти од Галилеја? И сега, испитај и ќе видиш дека пророк од Галилеја не се јавува, односно дека не може да дојде ниту пророк, а камоли Месија од Галилеја. И секој си отиде во својот дом, така завршува главата. Овде, од сите овие зборови што ги прочитавме, гледаме каква била атмосферата.
духовната атмосфера кај израелскиот народ, особено кај учените негови водачи, духовни, верски, па и политички, граѓански. И како народот бил навистина поделен по однос на Христа. Отворете сега да видите како се вжештила таа атмосфера после Лазаревото воскресение, значи Јован 11 глава. Ке читаме од 46 стих па надолу. Јован 11 глава, 46 стих па надолу. Ова е после Лазаревото воскресение. Тоа најголемо чудо што Христос го направил до тогаш. Некој од нив отидоа кај фарисеите и им рекоа што направи Исус. Господ тука им ја дал, на еврејските водачи им ја дал последната шанса да се покајат, да се скршат на карпата, на Христовата карпа и да го прифатат Христа за Месија. После ова чудо, тие самите ја затворија вратата на милоста и веќе завзедоа конечна одлука против него, со тоа и конечна одлука за нивната лична пропаст. Вечна пропаст. Значи, после Лазаревото воскресение, после тоа најголемо Христово чудо, тогаш прво свештениците и фарисеите се собраа на совет, значи Синедрионот заседаваше после Лазаревото воскресение, официјално, и рекоа, што да правиме? Овој човек прави многу чуда. Епа, што е проблемот? Што е проблемот? Што за нив било проблем? Видите што за нив било проблем. Гледайте сега вак. Ако го оставиме така, значи, ако ние ништо не правиме, само седиме од страна и гледаме сеир, ако ние не интервенираме, ако го оставиме, што вели? Сите ќе поверуваат во него. На кого мислат под сите? Целиот еврејски народ, целиот Божји народ, целата наша црква, сите ќе поверуваат во него ако ние не интервенираме. Добро, и што е тоа проблем? Што е проблемот ако цел народ верува во Месија? Дека Месија веќе дошол. Не, видите од што се плашеа. Видите што се плашеа. Ако го оставиме така, сите ќе поверуваат во него и што? Ќе дојдат римјаните, па ќе ни ја одземат и земјата и народот. Значи, римјаните се, видите колку се неверници со диплома. Ќе дојдат римјани, значи, римјаните се поголеми од Господ. Римјаните се поголеми од Месија. Тие баш таков Месија чекале, политички Месија, кој што ќе ги избрка римјаните, кој што ќе го воздигне Израел во светска слава. Исус бил човек за кого веќе виделе дека знае и мртви да воскресне, и болни од најтешки болести да излечи, и илјадници војски да ги нахрани. Значи, тука имаш логистика. Санитетска служба, све во еден генерал. Човек што може да ги воскресне сите загинати војници во една битка, да ги излечи сите ранети и да ги нахрани. И тие, покрај сите овие манифестации на Божја сила, тие се уште се плашат од римјаните. Што мислите, како се чувствува Господ, кога сите ние
покрај сите докази што досега сме ги примели за неговата семокна сила, се уште се плашиме од болеста, од ова, од она, од овој, од оној. Како реагира Господ кога немаме вера во Него, дури ако сме доживеале, особено ако во минатото, како и старите израелци, сме ја доживеале Неговата сила, сме доживеале Негови чуда, сме доживеале Негова милост. Секако тешко. Жално и тешко се чувствува Господ заради нашето маловерие, односно неверие. Тука ќе морам да престанам, бидејќи времето не гази. И последните стихови од 11 глава, од 49 до 57 стих, ќе ги читаме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. А тие се најбитните. Во овие зборови што ги кажува Кајафа, првосвещеникот, се состои Евангелието. Тој самиот го кажал Евангелието, но за тоа следниот пат.